Добре дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe за да ги следите новите видеа кои ќе се снимаат. Во ова видео ќе завршиме со предавањето за употреба на глаголот werden во германскиот јазик. А пред да го гледате, бидете сигурни дека веќе сте ги гледале првите 3 делови. А сега можеме да започнеме. Што учевме и што ќе учиме во предавањата, односно во 4 делови од употреба на глаголот werden. За почеток да споменеме што треба да знаете како основа за да го научите ова видео. Значи, треба да ги имате гледано првите 3 делови од употреба на глаголот werden, потоа видеата за конјунктив 2 и видеото за пасивни реченици од ниво А2. И можете да го гледате и видеото од начини во германскиот јазик од ниво А1 во плейлистата за А1 предавања, бидејќи и таму се користи конјунктив 2. А сега што учиме во предавањата за глаголот werden. Во првиот дел учевме за употреба на глаголот werden како главен глагол и како помошен глагол. Потоа, werden во минато време учевме во вториот дел од предавањата. Во третиот дел учевме за употреба на глаголот werden во идно време. И на денешното предавање ќе учиме за употреба на werden во пасивни реченици и во конјунктив 2. Бидејќи во минатите 3 делови опишавме подетално за глаголот werden, во ова видео нема да се задржуваме. Туку продолжуваме директно со пасив и конјунктив 2. За почеток кратко повторување за што е тоа пасив во германскиот јазик и кога се користи. Што е тоа пасив? Во германскиот јазик постојат активни и пасивни реченици, односно актив и пасив. Активната реченица одговара на прашањето кој го прави тоа, односно зборува за вршителот. А пасивната реченица одговара на кое е дејството и врз кој се врши дејството, односно го опишува дејството и трпителот на дејството. На пример, од левата страна ќе имаме пример за активна, од десната страна за пасивна реченица. Девојчето ја тркала топката. Значи, во оваа реченица вршителот е девојчето. А топката е тркалана. Опишуваме дека имаме трпител на дејство, односно топката, и дејството е тркалана. Немаме вршител. Втор пример се јас зборувам на телефон. Во оваа реченица вршителот сум јас, а како пасивна истата реченица се зборува на телефон и во неа имаме дејство и трпител главно. Но исто можеме да кажеме како се зборува на телефон од моја страна. Ке имаме пак вршител на дејство, но најчесто не се користи таков тип на реченица. И трет пример, пекарот го печи колачот, како пасивна би се кажало колачот се печи. Значи, колку типови на пасив постојат во германскиот јазик? Пасив постои за сите типови на времиња. Во А2 се учи само пасив за сегашно време. Според класичните курсеви по германски јазик, но можеме на каналот Германски јазик онлайн да снимиме и видео за пасивни реченици во минато и идно време. Значи, имаме Vorgangspасив или пасив на процес и го учиме во А2, веќе го имаме учено. И Zustandpасив или пасив на состојба кој ќе го учиме во B1.
Накратко да опишеме кога се користи пасив во германскиот јазик. Пасив се користи кога имаме пасивно дејство на речениците. Например, кога вршителот е општа личност, например во Германија се пие многу пиво. Потоа кога вршителот не е важен во реченицата, например во Улм се отвара нов фитнес. Кога вршителот не ни е познат, односно нашиот автомобил е украден. И кога се објаснува некој процес, например водата врие. Сите овие реченици се пасивни реченици. А сега продолжуваме за глаголот верден во пасивните реченици или пасив на процес во сегашно време. Како се формира? Vorgangspasив во сегашно време ќе опишеме во неколку чекори и тоа се формира по поинаков редослед од активната реченица. Втор чекор е дека имаме промена на падежите во реченицата, односно на нивните места. И трет чекор дека се формира со помош на помошен и главен глагол. Во ова видео ќе обрнеме внимание повеќе на третиот чекор, бидејќи таму имаме користење на глаголот верден, а првите два чекори можете да ги повторите подетално во видеото за пасивни реченици во германскиот јазик. А сега малку подетално за секој од овие чекори. Првиот чекор се формира на поинаков редослед од активна реченица. Што значи тоа? На првото место е трпителот на дејството, а на крај на реченицата секогаш се опишува дејството, односно имаме глагол во партицип 2 форма. Вториот чекор е дека акузатив од активната реченица, кога ќе ја претвориме во пасивна, ќе би стане номинатив. Потоа, номинатив од активната реченица се претвора во датив во пасивна реченица и дативот од активна реченица, ако постои во неа, кога активната реченица ќе стане пасивна реченица, ќе си остани во датив. За овие имаме една слика со која можеби полесно ќе запамтите. И можете подетално овие два чекори да ги повторите во видеото за пасивни реченици од ниво А2, односно неколку видеа поназад од ова кое моментално го гледате. А сега продолжуваме со третиот чекор, каде што Vorgangspasив in Präsens се формира со помош на помошен и главен глагол. Помошен глагол ќе кажеме дека секогаш е глаголот верден, а главен глагол е секогаш различен глагол зависно од значењето на реченицата. Значи во сите овие правила, еве каде се наоѓа глаголот верден. Како се формира пасивна реченица со помош на глаголот верден? Значи, помошниот глагол секогаш верден ќе ни биде во конјугирана форма, а главниот глагол, кој е зависно од реченицата, е секогаш во партицип 2. Во минатите видеа знаете како се формира партицип 2, како се конјугира верден, но ќе повториме. Значи, пасив на процес се формира со помош на помошен глагол во сегашно време, конјугиран, односно глаголот верден, плюс главен глагол во партицип 2 форма, односно некој друг глагол. Истото го имаме напишано за повторување, а сега да го конјугираме глаголот верден. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir
werden, ihr werdet и sie или sie werden. Тоа веќе го знаеме од првите 3 делови за глаголот werden. Да ја повториме партицип 2 формата како се формира. Партицип 2 формата е различно формирана за правилен и за неправилен глагол, односно правилниот глагол имаме додавање на префикс ге, основата си останува иста и додавање на суфикс т. Например, gespielt од глаголот шпилен. А партицип 2 за неправилни глаголи имаме малку поразлично, односно префиксот ни е ист. Ге, основата се променува делумно и имаме суфикс n. Например, gesprochen од глаголот sprechen. Партицип 2 формата, ако се сеќавате, се користи често во минато време во перфект. Значи, од глаголот werden во пасивните реченици најчесто се користат трето лице еднина и трето лице множина. Например, од левата страна на табелата, во долниот дел од слайдот го имаме активна реченица, а во десната страна истата реченица ќе ја претвориме во пасивна. Например, der Mann öffnet den Schrank. Во оваа реченица активна имаме само der Mann, вршител на дејство во номинатив. Истата реченица во пасив имаме der Schrank wird von dem Mann geöffnet. Овде можеме да забележиме дека der Schrank станува номинатив, а во активната било der Mann. Го користиме глаголот werden во трето лице еднина конјугиран и geöffnet, бидејќи глаголот öffnen е правилен глагол, па и така го формираме во партицип 2. Да видиме уште еден пример. Die Professorin hilft die Studenten. Во оваа реченица имаме номинатив и акузатив. Како пасивна се променуваат падежите, односно die Studenten werden von den Professoren geholfen. Овде користиме werden конјугиран во трето лице множина и партицип 2 за неправилен глагол или глаголот helfen. Тоа беше за пасив со формирање со помош на глаголот werden, а сега ќе прочитаме некои примери, за да стане појасно. Прва реченица. Der Fahrer fährt den Bus. Шоферот го вози автобусот. Оваа реченица е активна, а сега ќе ја претвориме во пасивна реченица и би била Der Bus wird vom Fahrer gefahren. Автобусот е од шоферот возен. Друг пример. Er fliegt das Flugzeug. Тој го лета авионот. Ова исто е активна реченица. Како пасивна би ја направиле das Flugzeug wird geflogen. Авионот е летан. Трет пример, wir tragen den Koffer. Ние го носиме куферот. Der Koffer wird von uns getragen. Куферот е носен од нас. Можете да забележите дека во оваа реченица куферот во активната реченица го има членот den, според тоа е во акузатив, но во пасивната реченица, односно во долната реченица, го има членот der, односно станал номинатив. Следен пример. Die Polizei sperrt die Straße. Полицаецот ја блокира улицата. Како пасивна би се кажало die Straße wird gesperrt. Улицата е блокирана. И уште еден пример. Die Professorin hilft die Studenten. Професорите им помагаат на студентите. Како пасивна die Studenten werden von den Professoren geholfen.
Студентите се од професорите помогнати. Тоа беше за пасивните реченици, а сега продолжуваме со вториот дел од ова предавање, односно за конјунктив 2 со употреба на глаголот верден. За почеток ќе повториме накратко што беше тоа конјунктив 2. Што е и кога се користи конјунктив 2? Конјунктив 2 е поинакова глаголска форма и се користи за изразување на можна, нереална желба најчесто. Второ, за учтивост и учтива молба. Потоа, за давање на совет, давање на предлог и за изразување на услов. Какви глаголи се користат во конјунктив 2? Од предавањето за конјунктив 2 подетално можевме да научиме дека се користат неколку типови на глаголи, тоа помошни глаголи, каде што ги користиме глаголот sein, глаголот haben и глаголот werden. Потоа се користат модалните глаголи, сите кои ги знаеме, односно без глаголот möchten. Можете да видите зошто е тоа така во предавањето за конјунктив 2. Како други глаголи, имаме некои кои се користат, но многу ретко, и како додатни глаголи во инфинитив. Овај дел ни е многу важен, бидејќи во оваа група спаѓаат глаголот верден плюс инфинитив глагол или модални глаголи плюс инфинитив глагол. Подетално можете да повторите во предавањето за конјунктив 2 или можен начин во германскиот јазик. Можете да го гледате првиот или вториот дел. Продолжуваме понатаму. Како се конјугираат глаголите во конјунктив 2? Се конјугираат малку поразлично од класичното конјугирање. Ја променуваат својата основа, и тоа некои глаголи делумно, некои глаголи целосно. Врз основата добиваат малку поразлични суфикси. Во оваа табела од левата страна ќе конјугираме класично глагол во германскиот јазик, а од десната страна глагол во конјунктив 2. За да ги видиме разликите во наставките. Класичното конјугирање веќе го учевме во видеото за германски глаголи во германскиот јазик, и тоа делот 1 од предавањето, и истото предавање можете да го најдете во плейлистата за ниво А1 предавања. Значи конјугирањето е со помош на наставките е, с, т, н, т и н. Тоа веќе го знаеме и нема да се задржуваме на тоа. Но во конјунктив 2 имаме мала разлика. Во прво лице еднина имаме исто е. Во второ лице еднина имаме наставката ест. Во трето лице е. Во прво лице множина н, второ лице множина ет и трето лице множина н. Во случајов со глаголот haben, освен промената во овие наставки, имаме и добивање на умлаут, односно хете, хетест и така натаму. А сега, од кога повторивме за што е тоа конјунктив 2, продолжуваме со глаголот верден и неговата употреба во конјунктив 2 речениците. Како се конјугира глаголот верден во конјунктив 2? Знаеме дека глаголот верден и модалните глаголи само делумно се променуваат, односно добиваат додатна буква или умлаут. Како се случува тоа?
Во оваа табела ќе конјугираме класично верден и верден во конјунктив 2, а од десната страна малата табела е како подсетување на наставките кои се добиваат во конјунктив 2. За почеток да споменеме дека глаголот верден или постанува во конјунктив 2 се променува во вуеден или би постанал. Ich werde во конјунктив 2 се променува во ich würde. Du wirst во du würdest. Er, sie, es würde, wir würden, ihr würdet и sie würden. Гледаме дека разликата е во наставките што се додаваат и во буквата у умлаут што ја добиваме како втора буква во глаголот. Продолжуваме понатаму како се формира реченица во конјунктив 2 со користење на глаголот верден. Скоро сите глаголи, освен sein и haben, се користат во комбинација со глаголот верден или со модален глагол, бидејќи нивниот конјунктив 2 е ист како претеритум за истиот глагол. Оваа комбинација се нарекува конјунктив 3. Значи, од предавањето за конјунктив 2, односно од двата делови, што можете да ги гледате во претходните видеа, се знае дека конјунктив 3 се формира, односно еднакво на конјунктив 2 во случаевите каде имаме верден плюс инфинитив глагол. Да видиме зошто е тоа така. Во оваа табела ќе конјугираме глаголот во од левата страна класична форма, второ место во претеритум, трето место во конјунктив 2 и четврто место во конјунктив 3. Класичното конјугирање, например, еве за глаголот lernen го знаеме. Во претеритум и конјунктив 2, глаголот lernen би бил lernten и иако ова е точно во говорен јазик, не би знаеле дали зборуваме за претеритум или за конјунктив 2, ако го користиме овај тип на конјугирање. Поради тоа, не користиме конјунктив 2, туку ќе користиме конјунктив 3. Односно, würden lernen или би учел. Значи, во оваа реченица имаме глаголот werden во конјунктив 2 конјугиран и глаголот lernen во инфинитив. Ich würde lernen, du würdest lernen, er, sie, es würde lernen, wir würden lernen, ihr würdet lernen и sie würden lernen. Како дополнување, може да ги гледате прво двата делови од предавањата за конјунктив 2, бидејќи ова што го зборуваме нема да го сватите. Да видиме примери за употреба на глаголот верден во конјунктив 2. Прва реченица: Du würdest in Restaurant essen. Ти би јадел во ресторан. Во оваа реченица го имаме глаголот верден конјугиран во второ лице еднина во конјунктив 2 и глаголот essen кој стои на крај на реченицата и е секогаш во инфинитив форма. Втор пример е глаголот wissen или ich wüsste, односно да користиме ich wüsste gern mehr über dich. Ти би или јас би знаел повеќе за тебе. Würden Sie bitte meine deutsche Sprache prüfen? Би го проверил ли мојот германски јазик? Овде го имаме исто глаголот верден во конјугиран во конјунктив 2 и глаголот prüfen во инфинитив. И последен пример: Tobias würde eine Prüfung ablegen.
Тобијас би положил испит. И за крај, како кај сите други видеа, и во ова да направиме мала вежба. Обидете се оваа реченица од активна да ја претворите во пасивна, односно Finn trinkt die Getränke schneller. Finn ги пие пијалоците побрзо. Die Getränke werden von Finn schneller getrunken. Пијалоците се пијат од Finn побрзо. Значи го имаме глаголот werden и глаголот trinken во партицип 2. Втора вежба in Macedonien ist man viel Brot. Во Македонија се јаде многу леп. Како би ја претвориле во пасивна реченица? In Macedonien wird viel Brot gegessen. Во Македонија леп е многу јадено. Оваа реченица треба да ја пополните онаму каде што недостига збор, за да стане во конјунктив 2 со помош на глаголот werden. Јас би живеел во палата. Ich würde in einem Palast wohnen. И последна вежба за ова видео, јас конечно на лото би добил. Исто обидете се да ја формирате во конјунктив 2 со користење на глаголот werden. Ich würde endlich im Lotto gewinnen. Тоа беше се за денес. Со ова видео завршуваме со граматиката на глаголот werden. Ако ви се допадна, кликнете лайк и ако сте нови на каналот, кликнете subscribe. Следете на YouTube и на Instagram.